Еве, драги македонци и пријатели на македонскиот народ. Погледнете ги снимките од прославата посветена на досегашниот генерален конзул на Македонија во Торонто, магистар Драган Ѓурчевски, и неговото заминување од Канада за Македонија. Уживајте.
Пријатно ни е кога вака се собираме заедно, да му посакаме на Драган и Милка, нашиот конзул тука во Торонто, убаво патување до Македонија. Тие беа со нас, другарувавме заедно, се сретнувавме, се помагавме, работевме и еве дојде денот на тоа наше заедништво некако брзо да помине. Му благодариме за сите негови жртви, за неговото време, за неговиот труд тука со нас, за сплотувањето и изближувањето на сите нас заеднички во служба како кон нашава света црква, така и кон нашата света земја Македонија. Благодариме за се. Нека Господ Бог ви дарува крепко здравје,
убав лет до Македонија, но и уште многу поубав помин во родната земја. Да сте здрави и живи, ви благодарим. Сакам и јас јавно, лично да му се заблагодарам на Драган за соработката што имавме и во црквата Свети Илија во Мисисага додека бев и овдека особено. Навистина ретка личност, поготово што е кавадаречки зет, и тоа треба да се има во обзир. Привилегија што да правиме, малку сме, ама мора да се крепиме. Му пожелувам многу здравје пред се и успех во неговата понатамошна дипломатска кариера. Ви благодариме на сите што дојдовте, што се одзвавте на овој позив. Амин. Точно се сеќавам кога за прв пат се запознавме, токму тука во ова иста сала во Свети Климент Охридски пред точно 4 години, ако не се лажам, беше Скопската вечер тогаш што ја организиравме. Љубаво паметам кога му реков на Драган дека се надевам дека ќе ја продолжиш добрата работа од тој што претходно се замина. Сега не сме тука да се фалиме на говорницата, едни со други, но вистината е таа. Не само што продолжи да извршува добрата работа, туку се покажа далеку подобар и помудар, иако досега е најмладиот генерален конзул која македонската заедница некогаш го имала. Имаше сила да работиш со секој еден. Внесе свежина и новитети кои што досега не беа внесени. И што е најважно, сите овие 4 години работеше на сплотување и единство помеѓу нас македонците кои што живееме тука во Канада. Те запознавме како млад човек со големо срце, патриот до коска, што би рекла јас, весел, расположен и секогаш спремен да му помогнеш на секој оној кој што ќе пристапеше до тебе со било какво прашање или барање до тебе. Токму тоа е она што те прави посебен и поразличен од сите твои претходници досега. И тоа што мене лично најмногу ме радува е дека не остави простор на ниеден од нас тука да се посомнева во твоето професионално работење. Или пак да каже, како што се знаеме ние да се кажеме, абе, пушти го, ништо не работеш. Туку напротив, сработи многу повеќе од очекуваното и верува дека кај нас ќе останеш запаметен како успешен и најмлад генерален конзул. Јас имам уште така аплауз, само ова треба голем аплауз да биде. Поради тоа што знам дека Зомби има мало синче, сигурно дека ова многу ќе го израдува и со гордост ќе го носи. Ова е дрес од македонската фудбалска, официјален дрес од македонската фудбалска репрезентација. Најпрво дојдов веднаш од аеродром на Скопска вечер, се организираше Скопска вечер и тоа беше првиот настан на кој што присуствував и бев фасциниран. Толку македонци, македонски ора, се поред. А подоцна беше организиран и мојот пречек и токму на ова исто место, во оваа македонска православна црква, на ова иста говорница, го одржав првиот говор овде пред вас и паметам го завршив со една прекрасна македонска песна и сите бе фасцинирани од тоа и подоцна кога одевме кога ги посетував македонските православни цркви, секогаш македонците бараа од мене да ја испеам таа песна. Јас на шала секогаш им кажував дека не е вкусно како генерален конзул сега секогаш да пеам песни, бидејќи некој ќе има луѓе злобници кои што ќе кажат дека овој генерален конзул е или пејач. Ама еве тогаш ветив првиот пат и подоцна еве на оваа завршна вечер ќе испеам таа песна за вас уште еднаш. Инаку, што да кажам, 4 години поминаа многу брзо, тоа значи дека
Имавме доста активности, доста сработивме. Кога дојдов во Генералниот конзулат на Република Македонија во Торонто, се обидов да внесам некои новини кои што претходно како искуство ги има во мојата работа. Мислам дека успеавме да го подобриме квалитетот на нудење на конзуларни услуги во конзулатот. Она што можам да го кажам е дека секогаш се обидував да бидам со моите браќа и сестри македонци на секаде во Канада, значи не ми беше тешко. Некогаш еве пример за Стара Нова година и на 3 места да одам, значи во Мисисага, во Маркам и овдека во Торонто, значи во иста вечер. Поминав повеќе од 100.000 километри сам со автомобилот и издадовме повеќе од 2000 пасоши во овие последни 2 години. Тоа е еден проект со кој што вака треба да го споменеме. Значи, после подолго време во Генералниот конзулат почна да се издаваат пасоши, повеќе од 2000 пасоши се издадоа. Она што сакам да го направам е да бидам што поблизок со македонската заедница овде, и тоа можеби природно е, бидејќи јас сум по природа човек кој што сака да се дружи, кој што сака да биде меѓу своите македонци. Воведовме и еден проект наречен, еве како пракса го воведовме секоја година, конзуларен караван, и секоја година по 2 пати ги посетувавме секоја недела, значи ден недела, сите македонски православни цркви. Се надевам дека и моите наследници ќе продолжат по истиот пат, бидејќи е многу добар проект заради тоа што на истиот македонската заедница ќе дознае за некои новости, ќе им бидат образложени некои проблеми кои што ги имаат, како да си ги завршат работите и така натаму. Јас нема да должам многу, едноставно Канада, морам да кажам дека Канада секогаш ќе остане втора земја за мене после Република Македонија, бидејќи овде дојдов сам, меѓутоа тука ми се роди и синчето Петар, кој што значи е роден во Торонто и секогаш сигурно дека ќе се навраќаме навака. Иако е далек од Канада, сепак сигурно дека и он самиот ќе сака да доаѓа, така да секогаш Канада ќе биде втората земја после Република Македонија за мене. Она што сакам вечер исто така да го кажам, не сакам да должам, бидејќи оваа вечер е замислена да биде вечер за забава, вечер за испраќање, вечер за музика, вечер за играње. Испратаме на порака до сите вас. Јас секаде со гордост кажувам дека македонската заедница овде во Канада е една од најобединетите, така да кажам, најсложните македонски заедници, за разлика од Австралија, Европа, Соединените Американски држави. Останете обединети, чувајте го македонскиот јазик, чувајте македонската култура, чувајте го македонскиот фолклор, раскажувајте за македонската историја, чувајте македонската православна религија. Тоа ни останува, бидејќи иако живеете тука, еве јас 4 години живеев тука, Македонија е, значи една родна земја имаме, не можеме да имаме две родни земји. Таа е Македонија и секогаш ќе се враќаме на неа. Тоа е од мене како порака и на крајот сакам да упатам благодарност. Имам тука спремена некои подароци за луѓето кои што го иницира овој настан, значи го спонзорира, го рекламира и го организира, значи комплетно од почеток па се до она што ги имаме како финиш сега. Најпрво сакам да упатам благодарност до Македонската православна црква Свети Климент Охридски овде во Торонто, до сите членови, до сите секции во рамки на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, што денес сете невозможија оваа прекрасна сала да се одржи овој поздравен настан и за цела оваа организација нели овде. Затоа ќе го поканам во име на сите членови, на сите волонтери на Свети Климент Охридски, на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, ќе го поканам председателот, господин Мендо Бакаловски,
со кого имавме одлична соработка во последниве 2 години и претходно како претседател на United Macedonians, да му подарам еден приводен подарок. Од името мој како председател на оваа наша Свети Климентова црква и од името на целата управа и сите членови на оваа црква да ви се заблагодарам за добрите зборови што изрекоте и исто времено сакам да ви се заблагодарам за големата соработка што имавме во овие 4 години, поготово последните овие 2 години како бев јас како председател и од целата управа, од целото членство сакам да ви ја подарам оваа плаката со ликот на светот Свети Климент Охридски и од самата црква тука во Торонто. Субјектот од иницијаторите на овој настан е и најстарата македонска иселеничка организација. Тоа е организацијата Обединети македонци од Торонто. Поздрав до сите членови, сегашните членови и оние кои што во минатото беа членови на Обединети македонци, кои што се бореа за она што се бореа за остварување на вековниот сон за независна суверена Република Македонија. Ќе го поканам председателот, актуелниот председател, господин Мирче Шмагранов, исто така да му подарам еден пригоден подарок. Исто така еден од иницијаторите на овој настан и не само иницијатор, туку еден од главните организатори на сето ова овде и литературното друштво Браќа Миладиновци овде во Торонто. Поздрав до сите членови со кои што имавме навистина многу проекти заеднички, успешни. Донесовме многу македонски писатели, поети, уметници овде во Канада. Го представивме на најдобар начин македонската литература, култура. И затоа сакам да ја поканам председателката Маја Доневска, која што е една од најзаслужните дели за организацијата на овој настан вечер. Е многу убаво. Сакам да повикам дел од медиумите кои што денес го рекламира овој настан, беа медиумски спонзори. Најпрво ќе ги поканам Мицко и Драгица Дивовски од Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Радио на кое што има многу настапи, малку рано од Савајле во Савата, меѓутоа секогаш заеднички знаевме како да ги популаризираме сите оние активности кои што како генерален конзулат ги имавме. Повелете. Јас сакам од името на редакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и од нас водителите и уредниците Драгица и Мицко Димовски да му се заблагодариме на неговата екселенција господинот Драган Ѓурчевски, генерален конзул на Република Македонија во Торонто.
Секогаш кога ќе ми требаше вести, новини од Македонија или интервју да ми дај, секогаш ќе ми речеше кај сакаш да дојдам во студиото или преку телефон. Секогаш беше спремен. Многу ќе ни достасува не само тој и неговата убава фамилија, неговата жена Милка и малиот Петар. Јас сакам да му пожелам многу здравје, многу среќа и многу успеси во понатамошниот живот, него и на неговата фамилија, и да му порачам кој ќе си оди дома да ни пушти одма друг конзул, затоа што ќе ни треба овде конзулот и немаме ни конзул. Благодарам многу уште еднаш и ви посакувам се најубаво. Па еве и јас се земам за право. Драгане, ви благодариме за 4 годишната соработка. Беше на најголемо ниво. Стварно бевте млад, најмлад, но најискусен конзул овде во диаспората. Ви посакувам се најубаво во дипломатијата, да слушнеме кога ќе се замените во Македонија, не генерален конзул да бидете во европските земји, него да бидете амбасадор. Среќен патот да ви е, здрава жива фамилијата и до година Господ да ви дај уште до бебенци. Се најубаво. Благодарам. Сега исто така сакам да го поканам, значи да ги поканам луѓето кои што се дел од вториот медиумски спонзор кој што го рекламираше овој настан. За мене беше задоволство да работам, да соработувам со генералниот конзул на Македонија. Се чувствував секогаш кога ќе отиде во конзулатот, како дома, и за секој од вас верувам дека конзулатот е македонско место, наше место, секој од вас се чувствува таму како да е дома. Среќен пат, успешна понатамошна кариера и се најубаво во животот на Драган. Почитувани господине конзул, почитувани присутни, јас ќе искористам оваа прилика исто така да се заблагодарам до господинот Драган Ѓурчевски, нашиот почитуван генерален конзул, значи на Република Македонија во Торонто, за прекрасната соработка што ја имавме во изминатиот период. Многу среќа и понатамошен професионален успех и исто така успех на личен план. Секој е добро до семејството Ѓурчевски. Ќе ве паметиме само по добро. Благодарим. Благодарам Сонја, благодарам Танас. Продолжуваме понатаму. Значи, исто така еден од медиумските спонзори на вечерава беше и ТВ програмата Час на македонски корени. Една од можем да кажем, најгледаната македонска телевизија овде помеѓу македонската заедница во Канада. Со господинот Бил Јанков, кој што е и главен уредник на оваа програма, имавме навистина плодна соработка и планови секако и за воиднина. Ќе поканам еве Маја Доневска, која што е долги години водителка на оваа ТВ програма, во име на господинот Бил Јанков да ја прими оваа награда. За тоа што Бил Јанков во моментов не го гледам тука, јас ќе се заблагодарам од неговото име и од името на емисијата Час на македонски корени. Навистина, секогаш ни беше пријатно кога беше нас гостин и соговорник, ќе ни недостасуваш. Најсериозно ти кажувам, но јас се надевам дека ќе имаме прилика повторно да бидеме со тебе во комуникација, ако не тука, некој ќе дојдеме во Македонија. Ти благодарам. Сега да поминеме на луѓето кои што како спонзори
значи се погрижија за храната овде на овој настан, значи кој ќе донира храната, спонзори. Прво ќе го поканам господинот Слава Јанкуловски да дојде и да ја прими оваа пригодна награда. Понатаму, еден од луѓето кои што честопати, да не кажам скоро секогаш на вакви настани донира храна, е господинот Джим Дајкос. Го поканувам исто така да дојде да ја прими оваа пригодна награда. Исто така, еден од помагателите денес е и господинот Крис Шуковски. Ќе го поканам и него да дојде овде да му ја предадам ова пригодна награда. И на крајот остана уште едно признание тука. Тоа е за тој не е денеска овде поради работни обврски, за човекот кој што денеска се погрижи за да обезбеди бенд овде, за да можеме нели да се веселиме. Тоа е господинот Адриан Нестор, мој добар пријател, кој што денеска не е овде, меѓутоа еве во име на Адриан Нестор, господинот Джимиш Магранов ќе ја прими оваа награда. Морам да кажам дека еве мене не ми е сеедно, меѓутоа имам искуство од претходно и во животот се има почеток и се има крај. Така да ете, и овие 4 години од мандатот помина. Така да не знаеме животот што носи. Можеби понатаму ќе се гледаме овде, а секако ќе се гледаме во Република Македонија, бидејќи како што јас стекнав многу пријатели овде во Канада, и вие имате еден верен пријател во Република Македонија и секогаш кога ќе доаѓате, ќе се јавувате да се гледаме и да се дружиме таму. Ви посакувам пријатна вечер, забава и да се гледаме само за убави работи. Ви благодарам. Налеј, 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 тече јанџице, налеј, 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 од рујното вино. Почитувани гледачи, стигнавме и до самиот крај на нашата емисија Час на македонски корени. Се надевам дека ви го развеселивме вашето саботно попладне. Идната сабота ќе ги видите снимките од изборите во Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто. До нашето следно заедничко дружење ви посакувам добро здравје и пријатно расположение. Јас сум Маја Доневска-Ивановска. До гледање.
ќе ми звони да те заборавам. Оган да го води тој што ќе ми звони да те оставам, Македонијо. Каде да су, тако су, не се давам никому. Каде да су, тако су, не се давам никому. Да ме крсти, ме крсува, нека те пак опекува, Македонијо, Македонијо. Жива биди, Македонијо. Жива биди, Македонијо. Кој може да остави или да заборави? Кој може да остави или да заборави? Да ме круе и тугули, Јорѓе Петров Сандански, Македонијо, Македонијо. Жива биди, Македонијо. Слушајте македонски, чувајте го името. Слушајте македонски, чувајте го името. Македонско наше име, не давајте да се гине. Македонијо, Македонијо. Жива биди, Македонијо. Ај големо чудо, чудо ми станало на 20 октомври. Кралот се стрела, кралот Александар на Македонија. Дргнали кралот, кралот Александар.